Драги гледачи и слушатели, ја најавуваме новата дневна емисија на Адвентистичкото радио Глас на надежта, извор на надеж, секој вторник и четврток со почеток во 9 часот. Биете со нас на нашата Facebook страна и на YouTube каналот Адвентистичко радио Глас на надежта. Почитувани, ќе имате можност да го започнете денот со убави мисли од Библијата, кратка духовна порака и избор на убава христијанска музика. Отворете го срцето и душата за дневните Божји благослови. Бог е извор на надежта. Ова утринска емисија, Извор на надеж, е токму за вас. Ве очекуваме. Драги гледачи, поздрав од студиото на Адвентистичко радио Глас на надеж од Кавадарци. Започнуваме нашата дневна емисија Извор на надеж, емисија која се емитува во вторник и во четврток со почеток во 9 часот. Сакам ова денешна емисија да ја започнеме со еден библиски текст кој го наоѓаме во Псалм 147 глава 3 стих кој вели: Тој ги лекува скршените по срце. Денес би сакал да зборувам кратко за надеж што го лечи срцето. Има болки што никој не може да ги разбере освен Бог. Не мислам за оние физички болки, туку за оние внатрешни, душевни болки што никој не може да ги разбере освен Бог. Неговото присуство е најмокниот лек. Кога тој го допира срцето, надежта почнува да пулсира како нов живот во натрешноста на човекот, на срцето. И затоа Давид тоа го искусил. Често пати тој бил во таква ситуација. Бил прогонет дури од неговиот роден син. Имал непријатели како цар. Морал да го напушти семејство, да отиде горе во планина да живе во пештери. И тој вели, тој се мисли на Бога. Бог ги лекува скршените по срце. Може би ти си скршен или скршена, обесхрабрен, разочаран. Помоли се на Бога денеска. Положи својата надеж во Него. Тој има лек. Тој има решение. Апчињата помага до некаде, оние апчиња, таблети за да се смири нашето тело, но не може целосно. Но ако се потпреме на Бога, како овде што вели, надеж што го лечи скршеното срце. Нека и денес Бог биде подпирач на нашата надеж кога сме разочарени или кога сме скршени. Преку молитва може да ги кажеме нашите потреби, а Бог ќе ги слушне. Да ја слушнеме сега молитвата Оче наш. Оче наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја како на небото, така и на земјата. Лебот наш насушен дај ни го денес и прости ни ги долговите наши, како што им ги проштаваме и ние на нашите должници. И не воведи во искушение, но избави не од лукавиот, зашто Твое е царството и силата и славата во сите векови. Амин. Isus naš šalje u ta
Нахранети 4000 луѓе. Барање знак. Потребно е чување од фарисеите и од Ирода. Исцелување на слепиот. Петровата исповед. Првото пророкување за страдањата. Глава 8. Во тие дни, кога беше собрал многу народ и немаше што да јадат, Исус ги повика учениците свој и им рече: Ми е жал за народот. Оти 3 дена веќе стојат при мене и нема што да јадат. Ако ги распуштам гладни по куќите нивни, ќе премалеат по патот, зашто некои дошле од далеку. Учениците му одговорија: Откаде може човек сите овие да ги нахрани со леб овде во пустињава? И ги праша: Колку лебови имате? А ти одговорија: 7. Тогаш му заповеда на народот да поседне по земјата, па откако ги зеде 7 лебови, заблагодари и ги раскрши и им ги даде на учениците своји да ги разделат, и тие ги ставија пред народот. Има и малку риби. Како ги благослови, заповеда да ги раздадат и нив. И јадеа и се наситија, и крена 7 гошници останати парчиња. А оние што јадеа бе околу 4000 и ги распушти. И веднаш влезе во кораб со учениците свој и дојде во пределите Далманутски. И излегоа фарисеите и почнаа да се препираат со него, па искушувајќи го му бараат чудо од небото. А он воздигна длабоко и рече: Зошто овој род бара чудо? Вистина ви велам, нема да се даде чудо на овој род. И кога ги остави, пак влезе во коработ и премина на другата страна. А тие пак беа заборавиле да земат леб и во коработ немаа со себе повеќе освен 1 леб. А он им заповеда и рече: Внимавајте, чувајте се од квасот фарисејски и од квасот Иродов. И си размислуваа помеѓу себе велејќи: Тоа е што немаме леб. А Исус кога ги разбра, им рече: Што мислите дека немате леб? Зар уште не знаете и не разбирате? Уште ли е скаменето вашето срце? Очи имате, не гледате ли? Уши имате, не слушате ли? И не помните ли? Кога ги раскрши 5 лебови за 5000 души, колку полни кошеви со парчиња кренавте? Му рекоа: 12. А 7 за 4000, колку кошници со останати парчиња собравте? Тие одговорија: 7. И им рече: Па како тогаш не разбирате? Потоа дојде во Вицаида
и доведоа при него слеп и го молеа да се допре до него. И кога го зеде слепиот за рака, го изведе надвор од селото и откако плукна на очите негови, ги положи рацете над него, па го праша дали гледа нешто. Тој кога погледна, рече: ги гледам луѓето да врват како дрвја. Потоа па ги положи рацете над очите негови и му рече да погледа. И му се поврати видот и ги гледаше сите јасно. И го испрати во домот негов и му рече: Не се одбивај в село, ниту раскажувај некому. И излезе Исус со учениците своји по селата на Кесарија Филипова. По патот ги праша учениците своји и им рече: За кого ме мислат луѓето? Тие одговорија: за Јована Крстител, некој за Илија, а други пак за еден од пророците. Он пак им рече: А вие, за кого ме мислите? Петар му одговори и рече: Ти си Христос. И им забрани да говорат за него кому и да било. Па почна да ги учи дека Синот човечки треба многу да пострада, да биде отфрлен од старешините, првосвештениците и книжниците и да биде убиен и на третиот ден да воскресне. И говореше за тоа откриено. Но Петар, како го повлече настрана, почна да го одвраќа. А он кога се заврати и ги погледна учениците свој, му забрани на Петра да говори и рече: Бегај од мене, Сатано. Оти не мислиш на она што е Божјо, туку на она што е човечко. И кога го повика народот и учениците свој, им рече: Кој сака да врви по мене, нека се одрече од себе и нека го земе крстот свој и нека оди по мене. Зашто кој сака да ја спаси својата душа, ќе ја загуби. А кој ја загуби душата своја заради мене и Евангелието, тој ќе ја спаси. Оти каква полза е за човека ако го придобие целиот свет, а на душата своја е напакости? Или каков откуп ќе даде човек за својата душа? Зашто кој се срами од мене и од зборовите мои во овој прелюбоден и грешен род, и Синот човечки ќе се срами од него, кога ќе дојде во славата на својот Отец со светите ангели. Титаник е креnuo на своje prvo putovanje 10. aprila 1912. godine. Pošao iz Southamptona u Engleskoj prema Njujorku. Noć 14. aprila bila je mirna i vidljivost veoma dobra. Na brodu 2223 osobe uživale su sigurnost velikog broda, za koga su izjavili da ga ni sam Bog ne bi mogao potopiti. Sa brzinom od 22 čvora bez usporavanja ušao u zonu leda i u 23:40 udario ledeni breg koga su pokušali da izbegnu. Udar je bio gotovo neosetan, ali sudbonosan. Za 10 sekundi breg je načinio pukotinu od 100 metara. Mnogi putnici se nisu ni probudili u svojim sobama. Većina nije ni znala da će uskoro početi da tonu i da ništa ne može spasiti brod. Znaci SOS odjekivali su eterom u toku noći. Posle 2 sata i 40 minuta brod se ispravio i u hladan grob odneo oko 1500 osoba. Među njima bili su mnogi najbogatiji ljudi iz Amerike, ali ovoga puta njihov novac je bio bezvredan. Kakva tragedija! I cela ova planeta kao veliki brod otisnula se ka pučini ne znajući šta je čeka. A čovek želi ići nekim svojim putem, da plovi nezavisno od Boga, ne znajući da ga čeka ledena stena smrti. O čoveče Boži, znaš li da će brod tvoga života doživeti brodolom? Ne budi danas tako siguran u sebe, već dozvoli da kormilo tvoga broda preuzme Isus i povede te ka luci mira. Pre 3500 godina jedan veliki brod koga je sagradio Noe, pošto je Bog najavio potop, nije imao ni krmu ni kormilo, prošao je ogromne kilometre i plovio mesecima, a ipak
nije doživeo brodolom. Sa ovim brodom je upravljao sam Bog. Svoju ljubav i milost stavio dugu koji nas uvijek želi podsjetiti na njega, koji nas ne želi ostaviti i zaboraviti. Zato, dragi moj prijatelju, gledaj dugu i seti se da te on želi provesti kroz buru tvog života i uvesti u luku mira. I ovaj svet tone od udarca u stenu greha i dok u miru slušaš reči opomene, seti se ljudi koji su u panici umirali bez ikakve nade. Ako si sada tako blizu Boga, ne oklevaj, uhvati se za tu čvrstu ruku i bit ćeš spasen. Shvataš li, prijatelju, kako ti je Bog blizu?
нов почеток во животот. Еден од нашите соработници на дописната библиска школа во Африка ни го прати следниот извештај. Пред 5 години примив барање од гласот на пророштвото. Да посетиме еден затвореник кој по дописен пат ја проучувал Библијата. Барањето и го врачив на затворската управа, која веднаш го одобри. Бидејќи затвореникот сакаше да ја проучува Библијата, редовно го посетував. Околу 6 месеци по мојата прва посета, затвореникот изрази желба да биде крстен и така да стане верник на адвентистичката црква. Управата на затворот се согласи да направи крстилница во самиот затвор, за да може крштевањето да се одржи таму кај што тој ја одлежува својата казна. Чуварите и другите затвореници се собраа да бидат сведоци на најпотресното крштевање што некогаш сум го направил во мојата служба. Набрегу по ова случка, нашиот брат беше пуштен од затвор, иако требаше да издржува подолга временска казна. Кога побарав објаснување од управата, ми беше кажано дека неговиот живот толку многу се променил, што станал убедлив сведок за Спасителот и за својата вера. И веќе не можеле да го сметат за затвореник. Овој човек повторно станал дел од своето семејство и сега е водач на една од нашите поголеми цркви во своето место на живење. Почитувани пријатели, кое е значењето на крштевањето? Кога овој човек станал христијанин и неговиот начин на живот целосно се изменил, зошто било важно да биде крстен? Библијата јасно ја нагласува важноста и вистинската смисла на крштевањето. Исус во разговор со еден човек во тоа време по име Никодим, верски водач кој дошол ноќе кај него, еве што објаснил. Вистина, вистина ти велам, ако некој не се роди озгора, тој не може да го види Божето царство. Евангелие според Јован, 3 глава, 3 стих. Никодим не сватил како што мисли Исус од тоа. Како може човек да се роди кога е стар, така размислувал Никодим. Зато Исус понатаму објаснува. Вистина, вистина ти велам, ако некој не се роди од вода и дух, тој не може да влезе во Божето царство. Јован 3 глава 5 стих. Ако некој не се роди од вода, се однесува на крштевањето токму со вода. И дух означува почеток на нов живот, промена на мислите и срцето. Бидејќи влегувањето во Божето царство бара целосно нов начин на живот, а не само поправен стар живот. А таа промена се нарекува новораѓање. Раѓањето од вода и Светиот Дух е важно и затоа што крштевањето со вода е надворешен, символичен приказ на внатрешната промена кај човекот. Нашиот представник го крштевал затвореникот во знак на неговото предавање на Христа и како символ на промената придвижена од Светиот Дух, која започнала во неговата природа. Зошто треба да се крстиме, може би се прашувате? Нашето спасение се заснова на трите Христови возвишени дела, дека Христос умре за нашите греови и дека е погребан и дека воскресна на третиот ден според писмата, вели апостол Павле во 1 Коринќаните 15 глава 3 и 4 стих. Христос ни овозможил спасение на сите нас со својата смрт, со погребот и воскресението. Тој умре за нашите греови, потоа беше погребан и тогаш воскресна и од гробот за да ни даде нам нов живот во праведност. Павле вели, или зар не знаете дека сите ние кои сме крстени во Исуса Христа, крстени сме во неговата смрт и така преку крштевањето во смртта погребани сме заедно со него, така како што Христос воскресна од мртвите преку славата на Таткото и така и ние да одиме во нов живот. Римјаните 6 глава 3 и 4 стих.
Самиот начин на крштевање покажува дека можеме да имаме учество во Христовата смрт, погреб и воскресение. Да се биде крстен значи умирање со Христа, погребување на стариот грешен живот со Христа и воскресение со Христа, за да можеме и ние, како што вели Библијата, да одиме во нов живот. Така можеме да примеме благослов преку овие спасоносни дела, како да сме биле на Голгота, а потоа положени во гробот. Христовата смрт и воскресение стануваат наша смрт и наше воскресение. Прво, ово се однесува на нашиот личен однос со Бога. Бог не гледа како да сме во Христа. Тој не гледа, значи, како да сме во Христа. Неговата крв ги покрива нашите гревови. Неговиот совршен живот ги покрива нашите недостатоци. Второ, тоа се однесува на нашето искуство. Бог прави да умреме за гревот, како да сме биле раснати на крстот. Тој може да не оживе преку Светиот Дух, како да сме воскреснале од мртвите. Физичкиот чин на крштевање символично ги прикажува чекорите на обратувањето. Прво се спуштаме во вода, целосно се нурнуваме, како кога покојниот се спушта во гроб и се покрива со земја. Тоа значи дека сме умреле со Христа и сме го закопале својот стар начин на живот. Крштевањето е всушност, драги пријатели, закоп, смрт на стариот живот со кој владеел гревот. Потоа проповедникот кој не крштава, не крева од водата, како што станува оној кој воскреснува од гробот. Тоа значи дека сме станале нови созданија, целосно посветени на новиот живот кој Христос ни го дарува. Единствено, драги пријатели, крштевањето со нурнување верно го покажува вистинското значење на крштевањето смрт, погреб и повторно раѓање. Крштевање со попрскување не го представува новото раѓање на соодветен начин. А што значи да се умре со Исуса Христа? Павле вели, знаејќи дека нашиот стар човек е раснат со него, за да биде уништено гревовното тело, па да не бидеме повеќе робови на гревот. Римјаните 6 глава 6 стих. Крштевањето е надворешен приказ на внатрешен процес во човекот, целосно да му се предаде на Христа и се да изнесе пред него. Ако продолжиме да си чуваме тајни, ако нешто задржуваме за себе, ќе останеме робови на гревот. Добро е додека се подготвувате за крштевање, почитувани пријатели, лично да размислите за својот досегашен живот и да му кажете на Бога дека сакате да се промените во согласност со неговата волја. Промените нема да се случат веднаш, сепак ние мора да имаме желба. Потполно, значи целосно да му се предадеме нему. Кога целосно ќе му се предадеме на Исуса Христа, нашите грешни желби ќе ја изгубат својата мог. Читам во Галатјаните 2:20. Јас веќе не живеам, туку Христос живе во мене. А животот што сега го живеам во телото, го живеам преку верата во Божјиот Син, кој ме возлюби и се предаде себе си за мене, пишува апостол Павле. Кога со крштевањето ќе се идентификуваме со Христовото распнување, моќна сила ја превзема власта во нашиот живот. Христос, вели Павле, живее во мене. Крстот и празниот гроб се настани кои денес го менуваат светот. За да можете во целост да го предадете својот живот во Христови раце, прво гледајте како Христос умира на Голготскиот крст. Не обрнувајте внимание на гревот, кој се тера да ја задуши вашата волја и да го следи стариот начин на живот. Не обраќајте се на своето минато, на успесите или поразите и не бидете очајни. Туку гледајте на Исуса. Ако гледате Исуса во молитва, тоа ќе ве охрабри,
тогаш ќе се восхитувате на Христовата жртва, на тој милостив и смел чин на љубов на Голгота. Изразете му ја својата одлука дека ќе го следите во вашиот живот. Поради Христовата жртва на крстот сакам да умрам за старите навики и да станам одговорен пред Бога. Стојам на Христовата страна. Од сега ќе живеам со вера во Божиот Син, кој ме сака и го даде својот живот за мене. Тоа нека биде ваша молитва, која ќе ја примите силата на Христовата смрт и воскресение. Се повеќе ќе согледувате дека неговите добри особини ги заземаат нашите стари навики. Павле вели така, ако е некој во Христа, тој е ново создание. Старото помина, ете се стана ново. А се ова е од Бога, кој не измери со себе преку Христа, вложувајќи го во нас словото на измирување. Тоа го пишува во 2 Коринтјаните 5, 17 и 18. Крштевањето е прв важен чекор во овој процес. Со него ја изразуваме желбата да ги здружиме своите сили со Христа и да живееме еден нов и подобар живот во Христа. Исус во нас го прави она што ние сами никогаш не би можеле да го направиме за себе. Ние излегуваме од водата како нови луѓе и тој ни дава сила да живееме еден нов живот со него. И така сега нема осудување, вели апостол Павле, за оние кои се во Исуса Христа и одат не по телото, туку по духот, зашто законот на духот на животот во Христа ме ослободи од законот на гревот и смртта. Римјаните 8 глава, 1 и 2 стих. Зошто Исус бил крстен, почитувани? Не заборавајте дека крштевањето не представува само умирање на стариот начин на живот, туку е слика за Исусовата крв која ги мие нашите гревови. За време на Педесетницата Петар им рекол на оние кои барале ослободување од гревот. Еве што тој рекол. А Петар им рече: покајте се и секој од вас нека се крсти во името на Исуса Христа за проштевање на вашите гревови. Дела на апостолите, 2 глава, 38 стих. Меѓутоа, тука може да настане недоразбирање, бидејќи Исус никогаш не сгрешил, вели апостол Павле во 2 Коринтјаните 5:21. Зошто тогаш тој дозволил да биде крстен? Читам во Библијата, тогаш Исус дојде од Галилеја до Јована, односно до Јордан, при Јована за да биде крстен од него. А Јован го одвраќаше велејќи: јас имам потреба да се крстам од тебе, а ти доаѓаш при мене. А Исус му одговори: дозволи го сега тоа, зашто така ни прилега да исполниме сета правда. Тогаш тој му дозволи, а кога Исус беше крстен, веднаш излезе од водата и ете, небесата му се отворија и го виде Духот Божи да слегува како гулаб и да се спушта над него. И ете глас од небесата говореше: ова е мојот возлюбен син, во кого ми е милината. Пишува во Матеј 3 глава, 13 до 17 стих. Исус не бил безгрешен. Тој не требало да се покај поради престапите, ниту имал вина која требало да биде очистена. Сепак Христос бил крстен од друга причина, да исполни сета правда, дозволувајќи му на Јован да го нурне во реката Јордан. Исус ни оставил пример. Тој во цело се идентификувал со слабите, грешните, човечки суштества и доброволно ги направил сите чекори кои и ние треба да ги направиме. Христос, нашиот Спасител, денеска не бара неговите следбеници да минаат по патот по кој тој веќе не минал. Тој секогаш оди пред нас, никогаш зад нас, тој секогаш пред нас. Така верникот кој ќе биде потопен во водата го следи примерот на својот учител, на Исуса Христа. Зошто Исус сепак бил крстен? За да може да ја пренесе врз нас својата праведност. Оној кој не знаеше за грев, Бог го направи грев за нас, за да станеме Божја правда во него, вели апостол Павле во 2 Коринтјаните 5:21. Преку својата смрт,
и воскресение Христос ни ја дава својата праведност. Во Божите очи сме променети од грешници во свети личности. И сега растеме во правдата која ни е подарена и така живееме нов живот во Христа. Крштевањето било првиот Христов чекор на повикување на човештвото во нов живот. Смртта и воскресението, драги пријатели, на Спасителот биле негов последен чекор и кулминација, би рекле, на тој пат на победата над гревот. Зошто мора да се биде крстен со нурнување? Сите податоци опатуваат на тоа дека при крштевањето Христос бил нурнат, а не само попрскан или само полен со вода. Јован го крстел во реката Јордан кај Салим, зашто таму имаше многу вода, пишува Јован во 3 глава 23. Кога Исус дошол кај Јован и беше крстен, на грчки баптизо, нурнат или потопен, веднаш излезе од водата, Матеј 3 глава 16 стих. Кога ќе го сватиме вистинското значење на крштевањето, не е тешко да го препознаеме неговиот оригинален облик. Самиот збор крштава е превод, како што спомнав, од грчкиот збор баптизо и значи нурнување, потопување, покривање со вода. За време на посетата на Џон Веслеј на Америка во 1737 година црковниот одбор од 34 члена го осудила поради чудниот престап и поради одбивањето да го крсти детето на господин Паркер, освен со нурнување. Тој запис за ова судење се наоѓа во судска архива на сојузната држава Џорџија. Очигледно е дека таткото на методизмот ги крштевал своите преобратеници со нурнување. Историјата на раната црква јасно вели дека во она време крштевањето се вршило со нурнување. Изјавите на црковните татковци по Никеја покажува дека црквата ги нурнувала крштениците и во вториот и во третиот век. Крстелниците за нурнување на крштениците се наоѓале во многу цркви кои се градени меѓу 4 и 14 век во Европа и Азија. Може и да проверите, и во Охрид ги има, почитувани пријатели. Реформаторот Џан Калвин изјавил самиот збор крштава значи нурнување и сигурно е дека нурнувањето било обичај на старата црква за крштевање. Тоа, како што спомнав, може да го најдете во Охрид, постои базилика кај што има базен за крштевање. Дин Стенли, еден од најголемите теолози на англиканската црква, тврди дека во текот на првите 13 века речиси сеопшт начин на крштевање бил оној што го наоѓаме во Новиот Завет и кој значи исто што и самиот збор крштева, односно оние кои биле крштевани, биле целосно потопувани или нурнувани во вода. Тоа значи самиот збор баптизо, значи покривање, потопување. Крстелниците во Европа сведочат за таа вистина на овие тврдења, како оние во катедралата во Пиза и катедралата Свети Јован, втора црква по големина во Рим. Катедралата во Фрежис во Франција има добро зачувана крстилница, која е изградена и користена во 5 век. Во урнатините на една црква од 2 век во Ефес, Малазија, исто така е пронајдена крстилница за нурнување на крштениците, на верниците. Католичката црква го изедначила крштевањето со попраскување и крштевањето со нурнување дури на почетокот на 15 век, на соборот во Равена. Кога се во прашање црковните практики, не треба да се поведуваме по човечките учења, туку треба, почитувани пријатели, да се следи примерот на Исуса Христа и апостолите, вели Павле во Колошаните 2:8. Што да се каже за крштевањето на новороденчиња, значи на мали деца? Многу искрени христијани го ценат обичајот на крштевање на мали деца, новороденчиња, затоа што на тој начин му ги посветуваат
своите деца на Исуса Христа. Посетувањето на деца на Христа од нивното раѓање секако е за пофалба, но постои библиски начин на кој можеме децата да му ги посветиме на Христа, а не крштевање. Крштевањето е различито од посетувањето. Крштевањето служи за одредена цел во Новиот Завет. Библијата јасно кажува дека личноста пред крштевањето треба да биде поучена за патот на спасение. Четете во Матеј 24:14. Треба да верува во Исуса Христа, Дела на апостолите 8:37. Треба да се покае за своите греови и да биде простено. Дела 2:38. Малото бебенце, новороденче, не може да верува, не може да се покае нито да ги признава своите греови, а сето тоа мора да му претходи на крштевањето. Библијата не говори посебно за децата кои умираат пред да пораснат, доволно за да може да го изберат Христос за свој личен спасител и да бидат крстени. Меѓутоа, драги пријатели, знаеме дека спасените деца ќе се најдат во Божето царство, пишува Исаја 11:6. Со сигурност можеме да ја довериме иднината на умрените деца во рацете на Создателот, кој рекол: оставете ги децата и не им пречете да дојдат при мене, зашто на таквите им припаѓа небесното царство. Матеј 19 глава 14 стих. Крштевањето и спасението. Што значи и каква можност има норнувањето, значи крштевањето за верникот? Исус вака го укорил Никодима. Ако некој не се роди од вода и дух, тој не може да влезе во Божето царство. Јован 3 глава 5 стих. Значи крштевањето според Исусовите зборови е неопходно. Тоа е врата за оние кои сакаат да стигнат на небо. Исус дозволува само еден исклучок. Разбойникот на крстот бил роден од дух, па иако за него било невозможно да слезе, значи да се симне од крстот и да биде крстен, нурнат во вода во знак на промена на срцето, Исус му ветил дека ќе биде со него во рајот. Читајте во Лука 20 глава 42 стих. Освен тоа, разбойникот роден од вода и дух представува чистење со Христовата крв, која во тој миг била пролиена за да ја покажа својата љубов кон нас. Затоа е важно и ние нему да му одговориме со крштевање, јавно изразување на нашата љубов, со отворено признавање на нашата преданост кон Христа. Дали сте почнале почитување нов живот во Христа? Дали сте крстени? Ако не сте, што ве спречува да почнете да се подготвувате за крштевање во најблиска иднина? Понатаму, крштевањето е само почеток. Крштевањето како обред, исто како и обредот венчавање, треба да биде почеток на еден возвишен однос кој се развива. Иако обредот на крштевање може да има извонреден учинок на нашето христијанско искуство, не смееме да се занесуваме дека самиот чин на крштевање за секојаш ке не чува од можност да паднеме во грев. Нашето предавање при крштевањето само по себе не трае цел живот. Кога ќе се роди дете, тоа е прекрасен момент за прославување на раѓањето на самото дете. Меѓутоа, кога ќе помине денот на раѓање, новороденчето треба секој ден да се храни, да се бања и некој да се грижи постојно за неговиот напредок. Исто и со крштевањето. Апостол Павле го изнесува своето искуство со овие зборови. Јас умирам секој ден, 1 Коринтијаните 15:31. Со секојдневно одвраќање од себичноста, учиме се повеќе да му се предаваме на Исуса Христа. За да раснеме непрекинато, секој ден мора да му се предаваме на Христа и секој ден да приемаме нов живот во Него со молитва и со проучување на Библијата. Кој опатство, почитувани пријатели, им го дал Исус на крстените? Еве што пишува. Одите, научите ги сите народи, крштевајќи ги во името на Отецот, Синот
и Светиот Дух и учејќи ги да пазат, да држат, значи, се што сум им заповедал. И ете, јас сум со вас преку сите дни до свршетокот на светот. Матеј 28 глава, 19 и 20 стих. Исус истакнал дека е важно крстените да се научат, да пазат се што заповедал тој. Крштевањето е знак дека сакаме да живееме како христијани. Тоа треба да биде почеток на постојано растење во Христа. Петар не подсетува со овие зборови: растете во благодата и во познавањето на нашиот Господ и Спасител Исус Христос. 2 Петрова, 3 глава, 18 стих. Можеме да растеме како христијани затоа што Неговата божествена сила ни подари се што ни е потребно за нашиот живот и побожност, преку познавање на оној кој не повика преку својата собствена слава и добродетел, кажува Петар во 2 Петрова 1.3. Кога би ја прочитале целата глава од второто послање на апостол Петар, како корисен совет за духовен раст, ќе видиме дека христијаните имаат потик, односно сила која добиват од Господа. Кога човекот ќе се крсти, има причина за радост. Филип, лаик во раната христијанска црква, воден од Светиот Дух, еднаш наишол на еден човек, висок по чин, би рекол, од етиопскиот двор, кој додека се возил во кочија, го читал пророштвото за Месија во книгата на пророкот Исаија. Кога достоинственикот го запрашал Филипа за кој пророк се зборува тука во книгата кај што читал, Филип му го проповедал Евангелието Исусово. Пишува во Дела на апостолите 8:26 до 35. А кога патувајќи дојдоа до некоја вода, етиопјанецот рече: еве вода, што ми пречи да се крстам? И заповеда да застане колата и двајцата, Филип и овој човек кој бил од Етиопија, вели, слегоа во водата и го крсти. А кога излегоа од водата, Господовиот Дух го зеде Филипа и човекот од Етиопија веќе не го виде, но продолжи радосно по својот пат. Дела на апостолите 36 до 39 стих. Што ја раздвижило радоста на овој голем човек? Тоа сигурно не била само радост затоа што бил крстен, туку радост што ја дознал вистината за личното поврзување со Христа. Почитувани пријатели, овој човек посведочил дека верува во Христовата сила која спасува. Филип влегол со него во водата и го крстил во знак на јавно искажување на новата вера која горела во срцето на овој човек. Тој го нурнал во водата и со тоа символично го погребал стариот начин на живот. Филип го кренел овој човек од водата и со тоа го обзнанил знакот дека човекот од Етиопија е наново роден во нов живот со Христа. Крштевањето е причина за голема радост, затоа што оние кои својата вера ја положуваат во Христа имаат вечен живот. Читам во Библијата: кој ќе поверува и ќе се крсти, што пишува понатаму, ќе биде спасен. Марко 16:16. Кога сме крстени, се наоѓаме на вистинскиот пат кој не води во вечна радост со Бога. Со крштевањето исто така ја прославуваме сегашната радост на поврзаноста со Христа. Исус им го ветова на крштениците тој свој непроценлив дар на Светиот Дух, пишува апостол Павле во Дела на апостолите 2:38, кој со себе го носи плодот на Духот, љубов, која животот го исполнува со трпение, љубезност, верност, добрина, самоконтрола и така натаму, кажува апостол Павле во Галатјаните 5:22. Исус представува во нас преку Светиот Дух и тој ни дава цврсто чувство на сигурност и доверба. Имено, не го примивте духот робството за да биде пак во страв, туку го примивте духот на посинување со кој викаме Ава, татко. Самиот Дух сведочи заедно со нашиот дух дека сме Божи чеда, пишува Павле во Римјаните 8:15 и 16.
Со вера можете да слушнете како ви се обраќа небесниот татко, како што му се обратил на Исуса. Ова е мојот возлюбен син. Или пак со овие зборови, ова е мојата љубена керка, пишува Матеј 3:17. Во однос на блискост со Бога носи многу полезни работи, но не гарантира живот без тешкоти. Всушност, непријателот често ги обсипува со бројни тешкоти оние кои туку што му се пределе на Христа и стапиле во сојуз со Него. Меѓутоа, почитувани пријатели, животот со Христа ни дава сигурност и во тешки мигови. Кога сме во Божје раце, знаеме дека Тој ќе го употреби сето она што ни се случува, добро или лошо, за да не поучи и да ни помогне духовно да растеме и да напредуваме. Може да погледнете во Римјаните 8:28. Една млада жена решила со крштевање да му го предаде својот живот на Христа и покрај заканите за развод од својот сопруг. Тој не сакал да знае ништо за незината нова вера, но таа му поверувала на Исуса и се трудела да биде подобра сопруга од кога било претходно. Сопругот некое време правил проблеми во домот, но на крајот попуштил пред тој силен доказ на променет живот. И тој подоста му го предал животот на Исуса Христа и тој се крстил во Христа. Верноста кон Исуса и во добро и во зло прави да станеме силно средство во Неговите раце и да бидеме на благослов за нашите ближни. Открите колку радост носи крштевањето, бидејќи Тој го даде својот живот за нас на крстот на Голгота и ние треба да му го предадеме својот живот. Исус ја плати најголемата цена за да не спаси. Затоа за нас е привилегија почитување ако можеме јавно да посведочиме за нашата верност и љубов кон Него. Ако се уште не сте го направиле тоа, искористете ова можност сега со молитва. Еве молитвата. Драг небесен татко, ти благодарам што Исус умрел за моите гревови, што бил погребан и станал од гробот, за да ни подари вечен живот. Сега ти го предавам мојот живот и умирам за моето самоволие. Те молам, дојди во мојот живот и ти престојувај во мене со својот дух, како што си го сторил тоа и при Христовото крштевање. Исполни го мојот живот со мир и радост и помогни ми секогаш да те следам. Ти благодарам во Исусово име. Амин. Кој сум јас, што Творецот на свет знае за мене, знае мојот Бог. Кој сум јас, да си моја светлина, во секој ден
večno brzo vene, ne nas duga utrene, kapamo more, po vetru prašina kipak, ne slušiš koga pita, i me držiš koga hvata, i mi kaže tvoj zubna, ja sam tvoj. Драги гледачи, еве и денеска полека се ближиме конкретно во наша денешна емисија. Би сакал и денес да ви понудам за вашите деца, за вашите млади, библиски четива илустрирана Библија за млади. Полна е со слики, со кратки коментари, делови од Светото писмо. Слободно пишете ни. Ова книга не може да ја најдете во книжарите во градот, туку еве ние ви ја нудиме бесплатно ако ни се јавите на нашиот мејл или ни пишете на нашата адреса. Јавете се на нашиот телефон 077 819 828 и ние ќе ви ја испратиме по пошта или нашите соработници ќе ви ја донесат на вашата домашна адреса. Доколку не ја познавате Библијата, не може да ја разберете, ви нудиме бесплатен курс на дописната библиска школа. Да ја видиме сега и самата реклама. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Еве, драги пријатели, драги гледачи, дојдевме и до крајот на наша денешна емисија. Би сакал да ви се уште еднаш заблагодарам што бевте со нас. Ви закажувам нова средба во наредната емисија. До тогаш останете со здрави. Драги гледачи и слушатели, ја најавуваме новата дневна емисија на Адвентистичкото радио Глас на надежта, извор на надеж, секој вторник и четврток со почеток во 9 часот. Биете со нас на нашата Facebook страна и на YouTube каналот Адвентистичко радио Глас на надежта. Почитувани, ќе имате можност да го започнете денот со убави мисли од Библијата, кратка духовна порака и избор на убава христијанска музика. Отворете го срцето и душата за дневните Божји благослови. Бог е извор на надежта. Ова утринска емисија, Извор на надеж, е токму за вас. Ве очекуваме.